Семејството на Ристе Бањеглав повторно е во голема животна неизвестност. Откако неговото присилно иселување еднаш беше одложено, сега врз него повторно се врши притисок да се исели од единствениот дом што го поседува во Долни Балван и кој го наследил од дедо и прадедо. А по целата голгота која што се случуваше пред 3 месеца со извршителката и со доверителот, а во саботата кој што има соодветни пријави доверителот Маријан Димовски кој што е од Скопје дојде во мојот дом и со закани, со вербални закани кажа веќе се ви е поминато сите рокови бидејќи не немаме добиено од апелација, се ви е завршено, дајте ми 23.000 евра или ќе ви исел. Според информациите со кои Ристе располага, дворот во кој е изградена неговата куќа, лихварот од кој поземил пари наводно веќе го продал. Апелирам до купците дека нема никој пат ние да се иселиме од овој двор. Ние сме го платиле 17 пати. Ако останува некоја камата кај извршителката, тоа е нивна работа. Ово е дил помеѓу нотарката, извршителката и лихварот. Ова е невиден терор. Едноставно ќе се борам сам. Ова е селска борба, ова е моја борба. Ова значи дека прашање е на време кога извршители повторно ќе дојдат присилно да ги иселат Бањеглави од нивниот дом. Но овој пат тие нив нема да ги пречекаат сами. Куќата на Бањеглав ќе се брани на сите можни начини. Ако вакво нешто се случи, дали кај Ристе или кај било кој во друг во нашата држава, ние сме подготвени со жив зид, со жив штит да ја браниме сопствената на личноста. Значи да дојдеме на лице место и да стоиме пред тие кои ќе пробаат да ја земат сопствената, одnosno куќата. Инаку, случајот на Ристе Бањеглав, кој во јавноста е актуелен последните 3 месеци, започнал пред 3 години. Тогаш Бањеглав од сопругот на својата братучетка поземил 10.000 евра. Како гаранција кај нотар ги ставил куќата и земјиштето под и околу неа. Ова подоцна се испоставило дека е кобна грешка, бидејќи во меѓувреме тој на лихварот му дал 5.000 евра, а подоцна преку извршител му исплатил уште нови 10.000 евра. Во меѓувреме, семејството на Бањеглав поминало низ тешки трауми бидејќи имотот од извршител самите на лицитација си го откупувале дури 17 пати, но се уште нивното не можат да си го вратат. За голготата на Бањеглави и слични на нив да заврши, за Сдруженијето Стоп за извршителите, спас се само законски измени со кои ќе се намалат каматите и ќе се создадат фер услови за наплата на долговите.